Ќе зборуваме за прашањето за крвната врска, генетската врска меѓу античките македонци и денешните македонци. Кога зборуваме за денешните македонци и античките македонци, мора да се земе предвид дека историјата на Балканот е процес на мешање на народи, култури и јазици. Античките македонци биле стар народ кој се формирал во географска Македонија уште пред словенските доселувања во периодот 4-7 век во нашата ера. Клучниот факт е дека нема историски извори кои сведочат дека словенските племња ги протерале или истребиле староседелците. Напротив, тие се стопиле примајќи дел од нивната култура, традиција, дури и топонимите. Затоа може да се зборува за генетски и културен континуитет меѓу античките македонци и денешните македонци. Научна гледна точка. Генетските истражувања во регионот покажуваат дека балканските народи имаат силен континуитет од антиката до денес, со одредени влијанија од доселувањата. Тоа значи дека сегашните македонци носат дел од биолошкото наследство на античкото население од Македонија. Политички аспект. Грција традиционално ја негира ова врска, затоа што нивната национална историографија се темели на тоа дека античка Македонија е грчка по суштина. Ако се признае дека античките македонци не исчезнале и дека денесните македонци се дел од тој континуитет, тогаш се отвора големо прашање за нивната политика на монопол врз античкото наследство. Македонска позиција. Денешните македонци може да се повикаат на територијалниот континуитет. Ние живееме во иста земја каде што живееле и античките македонци. Културна меморија. Името Македонија обстојува во свеста на населението. Биолошка врска. Словенските племја се споиле со староседелците, а не ги замениле. Значи, иако денешната македонска нација е формирана во 19 и 20 век како модерна национална заедница, таа има длабок историски и биолошки континуитет, биолошки корен во староседелското население на Македонија, која обстојува низ векови. Прашањето за врската меѓу античките македонци и денешните македонци е едно од најчувствителните и најоспоруваните прашања на Балканот. Но фактите се јасни и тие зборуваат во наша полза. Прво, античките македонци никогаш не исчезнале од оваа земја. Нема ниту еден историски извор што сведочи дека биле истребени или протерани во времето кога словенските племја дошле на Балканот. Напротив, археологијата и историјата покажуваат дека словените дошле во земја што била населена, а потоа со векови се стопиле и споиле со староседелците. Второ, насилниот доказ е континуитетот на името Македонија. Ниту една сила, ни Рим, ни Византија, ниту османите не успеале да го избришат ова име од срцето на народот. Од античките времења до денес Македонија е препознатлива како земја со свој идентитет и свој народ. Трето, денешните македонци се формирале како нација во 19 и 20 век, во времето кога и другите европски народи се обединиле околу своите јазици и култури. Нашата нација е изградена врз длабоки корени, античко наследство, словенска култура и вековниот живот на оваа територија. Четврто, грчката политика често се обидува да го негира овој континуитет, тврдејќи дека античките македонци биле грци, но тоа не е вистина. Дури и античките извори прават јасна разлика меѓу македонци и хелени. Она што денес е проблем за Грција е токму фактот што античките македонци не исчезнале, туку нивната крв и култура се вградиле во темелите на денешната македонска нација. И затоа, почитувани, имаме право да кажеме дека сме наследници на едно големо минато. Народ кој го носи во своите вени и во својата култура спојот на античкото и словенското, на старото и новото. Македонија има историја што не може да се избрише. Македонците имаат идентитет и континуитет на тој идентитет што не може да се негира.
а наша должност е да очуваме тоа наследство и да го предадеме на поколенијата што доаѓаат. Античките македонци не исчезна, нивната крв, нивното име, нивниот дух живеат во денешните македонци. Ние сме македонци на оваа земја. Исто име, исти завет. Крвта и името на античките македонци течат во денешните македонци. Античка и современа Македонија, една историја, еден народ. Античките македонци живееле во сферата на хеленската култура, но не биле грци. Исто како што денешните македонци живеат во сферата на западната култура, но не се англичани. Македонија вечна. Вечен е континуитетот на македонците од бронзено, железно, антика до денес. Да живее македонската нација, една од најстарите нации во светот.